Ки се излекува ли кочанското здравство од вирусот на политиката која го гуши неговиот развој во секој поглед со години наназад? Може ли наместо препакувањето на пресконференции и деманти да преовлада конструктивноста и професионалноста за да се спаси барем тоа што остана од некогашниот медицински центар? Одговорот на овие прашања може да биде позитивен само доколку на една маса седнат министерот за здравство, градоначалникот, раководството на општа болница и лекарите од одделенијата во установата. А за тоа сите заедно имаат обврска пред граѓаните. Доколку повеќе што пациентите нема да ги излекуваат обвинувањата и фалењата на пресовите, ниту демантите, туку посветеноста во работењето. Амбициозноста на еден гинеколог да врши оперативни зафати како царски рез при порадување никако не смее да биде блокирана од дневно-политички мотиви. Напротив, треба да му се овозможи својата стручност да ја ефектуира во извршување на максимален број зафати, бидејќи на тој начин им штеди средства на родилките и нивните семејства и предонесува да се шири добриот глас за здравствената установа во регионот, што треба да ги радува сите. Исто како што хирурзите треба да одработуваат во најдобри можни услови во други политички околности. Конечно, логиката и со овој проблем е едноставна, аргументите непобитни. Во Кочанската болница ќе има многу повеќе породување, што значи и повеќе средства. По неа ќе се свртат и родилките од соседните општини, ќе се избегнат додатните трошоци за породување во други установи низ државата, ќе се спречи заминувањето од градот или државата на врвни стручњаци. Деновиве имав прилика да поразговарам со врвен стручњак кој потекнува од Кочани. Неговото мислење беше дека на општа болница Кочани и фали сосема малку за гинеколошкото одделение да може да се стави во целосна функција на граѓаните. Затоа прашањето, ќе си дадат ли медицинските стручњаци шанса сами на себе?